Имено за овој закон треба да се подлечат неколку кои што сметам дека пошироката јавност треба да биде запознаена. Навистина во едно време на голема криза, особено со храната и со другите потребни, би рекол, артикли кои што ја сочинуваат клучно, кои што се сочинуваат потрошувачката кошничка, која што согласно податоците на ССМ како најрепрезентативен синдикат од месец на месец се повеќе растат. Имаме исклучително висока инфлација од 16,8%. И навистина, еве, потрошувачката кошничка која што изнесува, како што кажа, 47.000 денари, навистина е предизвикувачки за потрошувачите, односно за домаќинствата и за граѓаните, да се снајдат во набавката на потребните артикли, и затоа е насушна потребата од носење на закон каде што директно ќе ги заштитиме потрошувачите од оние кои што во овие моменти на криза сакаат да направат екстра профити. Ова што е важно со законов е дека ги генерира политиките од страна на заштита на потрошувачите од еден малку поинаков аспект, но не ја генерира заштитата на потрошувачите од аспект на земјоделски и на прехранбени производи, нешто што во овој момент е многу посуштинско, затоа што сепак сите најголемиот дел од граѓаните или од домаќинствата се судираат во маркетите, најавајќи ги најнеопходните услови, односно најнеопходните артикли за да можат да го поминат месецот. Во овој закон кој ќе го погледнете, утврдени се заштита, например, конкретно да речеме доколку трговската практика е нечесна, доколку одредена трговска практика се смета за измамничка и доколку одредена трговска практика се смета за агресивна, што значи дека најсериозно ги детерминира оние поголеми набавки или набавки во кои што се прават кај големите трговци. Исто така сакам да дадам една забелешка, навистина не знам што беше поприоритетно од овој закон на оваа комисија, затоа што овој закон е поднесен во собранието на 4.7, што значи дека ние 2 месеци сме можеле да го поминеме овој закон, кој што не во овој момент туку уште веднаш треба да биде ставен на пленарна седница и да влезе во сила, но ете 2 месеци сме потрошиле, најверојатно за да им дадеме шанса на некои од трговците да се подспремат за ова што следува или да продолжат да се однесуваат нечесно кон потрошувачите. Она што е важно и за кое што сакам да ја повикам Комисијата за европски прашања е можеби добро да се размисли да се направи една јавна расправа каде што ќе можат да бидат инволвирани сите чинители на трговијата и потрошувачите и оние кои што се сами организатори на трговијата за да ги соочат аргументите, затоа што во текот на вчерашниот ден можевме да видиме дека од организацијата на потрошувачи, односно незината председателка Гранчареска укажа на тоа дека секое наредно пазарење е изненадување за потрошувачите, затоа што при секое влегување во маркет непријатното изненадување од цените на артиклите е се поголемо, а и тука би сакал да се повикам на изјавите и на вице-премиерот за координација на економски сектори и економски прашања се извинувам, Фатмир Битити, кој што укажа на тоа дека парламентот мора час поскоро да донесе закон со кој што нели ќе ги ограничи оние воени профитери. Јас навистина не можев да ја сватам таа логика, што има пратениците да составуваат таков текст на закон кога има институции кои што ние ги плаќаме. И еве го повикувам затоа што овој закон кој што за моментов ние дискутираме има усвоено информација на влада каде што владата го задолжува Министерството за економија да подготви закон за нефер трговски практики со кој што целосно ќе се транспортираат европските регулативи за снабдување со земјоделство и храна, нешто што треба посуштински, како што кажав, да го уреди целиот оној пазарен промет помеѓу потрошувачи и трговци од аспект на тоа кои практики ќе треба да ги воведат, како ќе треба да се однесуваат и како не треба да се однесуваат, за да ние немаме случаи каде што за определена казна од 1500 или 3000 евра потрошувачите од кога ќе ја платат казната или кога ќе го издржат оној така наречен рок за затварање на маркетот, повторно кога ќе ги отворат да продолжат да се однесуваат со потрошувачите на начин на кој што се однесуваат до сега. Исто така на таа јавна дебата би требало да присуствуваат и лица од Министерството за внатрешни работи или од надлежните институции и да ни објаснат по кој основ ги детерминираат каналите и глобите во овие прекршувања, кога еден голем организатор, односно на трговија еден голем трговец, може да генерира профит кој што е па неретко и стотици пати поголем од одредената казна и зашто со една казна од такви символични услови и износи ние би го спречиле на некој начин нефер однесувањето на трговецот према потрошувачот.
Еве на таа јавна дебата е добро да учествуваат и министрите за економија и вице-премиерот Фатмир Битики, па за да можеме да ги соочиме аргументите и да го пред да го пратите тој закон нели до собранието, да ги инкорпорирате нашите идеи, нашите практики, да видиме и организациите на потрошувачи размислуваат со цел да донесеме покомпетентно решение. Инаку на крајот би сакал да подвлечам дека не целосно се согласувам, односно над 90% од законите кои што се наоѓаат на оваа комисија според мене не треба да бидат на дневниот ред на оваа комисија, но ова е еден од законите кој што е така редок пример на позитивна практика, треба да биде усогласено домашното законодавство со европското законодавство и верувам дека до толку е итна работата, би можело веќе денеска да се организира или да се свика седница на парламентот за да се помине овој закон, затоа што навистина сметам дека треба да наоѓаме законски решенија и регулативи како да ги заштитиме, да го заштитиме стандардот на потрошувачите, затоа што навистина потребата од ваков закон е насушна потреба, да им застанеме на патот на оние трговци кои што сакаат нечесно заработуваат од страна на граѓаните на Република Македонија, уштетувајќи го нивниот и така скромен буџет, затоа што навистина на ваков начин како што се сега организирани работите, ова не води кон ништо. Благодарам.